Долго време човекот сметал дека биосферата, односно земјата, воздухот и водата, кои го обкружуваат, се од таков обем и капацитет, да не е ништо во состојба да предизвика било какви промени или пак да доведе до пореметување на веќе создадената рамнотежа во природата. Меѓутоа, со модернизирање на животот, со порастот на потрошувачката, развитокот на индустријата, огромните количества на отпадни материи од канализациите, фабриките и другите извори, потоа големиот број на моторните возила, а исто така и демографската концентрација, заедно со огромниот продор на техниката во сите видови на општествените структури и слично, до голема мера ја изменеа физичката околина на човекот. Сведоци сме на се побрзото пореметување на рамнотежата потребна за одржување на животот и за задоволување на земјоделските, индустриските, технолошките и демографските потреби на човештвото. Загаденоста на воздухот, земјата и водата со разни контаминенти до голема мера го пореметуваат животниот циклус на живите суштества во разните еколошки средини, и тоа почнувајќи од најситните микроорганизми во воздухот, земјата и водата, потоа рибите, питомите и дивите животни и птици, па се до човекот. Размерите на таа загаденост е тешко да се димензионират, но истите се секако големи. Пестицидите, односно средствата за заштита на растенијата, за кои ќе говориме во оваа емисија, спаѓаат во редот на материите кои имат видно место во комплексот фактори кои вршат загадување на животната средина. Нивната токсична енергија не се исцрпува само на паразитот против кој се употребува, туку повеќе или помалку делува и на останатите членови на еколошката средина во која се употребуваат. При Републичкиот завод за здравствена заштита постои оделение за хигиена на исхраната со специјализирана лабораторија за проучување на пестицидите. Со каква цел е, доктор Митричевска, формирана ова лабораторија? Денеска е неоспорно дека примената на пестицидите го има унапредено стопанството, но се создадени низа здравствени проблеми. Пестицидите знаеме дека се хемиски соединенија и по правило јаки отрови. Во која мера се штетни по здравјето на човекот уште не се знае со сигурност, но постојат низа испитувања кои што покажуваат над животните конкретно, кои што покажуваат загрижувачки резултати. Докажано е пореметување на метаболизмот на калциумот, потоа пореметување на синтезата на сексуалните хормони, појава на леукемија кај трета генерација од животните, потоа канцерогено делување, некои дегенеративни промени и друго. Поради сето тоа, Светска здравствена организација појавата на остатоците на пестициди во хранителните продукти ги има дефинирано како нешто непожелно во средината на човекот. И има предложено до сите држави во светот да се превземат контроли и мерки. Препораките на Светска здравствена организација за контрола на употребата на пестицидите се спроведуваат и во нашата земја, и во последно време можеме да кажеме дека се направени напори за спроведување на тие законски прописи.
Колку се спроведуваат ваквите законски прописи во нашата република? Јас реков дека последно време Републичка санитарна инспекција има доста напори учинето во тој поглед и денеска нашиот завод има склучено договори со разни прехранбени индустрии од разни видови на прехранбена индустрија и ние денеска вршиме една, да кажам, по-долгорочна контрола на пестицидите во хранителни продукти. Како доаѓаат овие пестициди до хранителните продукти, ваше мислење? Пестицидите во хранителните продукти доаѓаат затоа што знаеме дека тие денеска нашироко се применуваат и тоа, искрено речено, доста нестручно и неконтролирано. Се применуваат како во индустријата, така во ветеринарството, во шумарството, во јавното здравство, а и друго што сакам да потенцирам, тоа е дека поради ерадикацијата на маларијата, DDT се употребуваше кај нас долго со години и може да се очекува еден висок степен на акумулација на DDT во човешкиот организам. Во нашата лабораторија за пестициди се испитуваат хранителни продукти од животинско и растително потекло, исто така испитуваме човешко масно ткиво, мајчино млеко, но можеме да кажеме дека некои системни испитувања со долгорочни програми немаме, а е пожелно да се тоа прави. Дугар Никодинов, кои пестициди секојдневно ги проучувате во вашата лабораторија и нивното движење во одделните хранителни продукти? Видете, во нашата лабораторија воглавно се испитуваат органохлорните инсектициди и оловниот арсенат. Овие пестициди се земени за испитување бидејќи имаат и своји карактеристични особини. Тие се тешко разградливи, така да еднаш фрлени во почвата, може да останат со години со непроменето дејство. Друга една нивна особина е во тоа што лесно се растворливи во мастите, така да може да се кумулираат во човечкото масно ткиво и може да ги најдеме во продуктите од животинско потекло. Така, например, од нашите испитувања може да се види дека во 60% испитувани приморци на говедска луѓе и свинска маса е најдено по над дозволените граници содржај на DDT и алфа и гама ХЦ. Во кој дел од плодот најмногу се акумулираат пестицидот? Видите, кај јаболката пестицидите би се кумулирале во кожицата најповеќе, бидејќи вие као агроном веројатно знаете да во површината на јаболкото има некои тешки парафински фракции кои што ги раствараат овие пестициди и тука се навоѓаат. Испитувања вршени се исто така и во млекото. Во сите испитувани примероци најдена е алфа ХЦХ или нанот во наддозволените граници. Додека DDT беше негде во границите, во нормалните граници. Гледам испитувате и брашно, леб. Овие продукти во целосно се испитани до сега, така да може една по-јасна слика да се даде. Кај нас се испитувани, како што рековте, брашното и лебот, но и пшеницата е застапена. Во над 80% испитани примероци најдено е поголема количина на алфа ХЦХ од дозволените граници. Додека DDT и останатите инсектициди се во нормалните граници. Познатиот доктор Хюпер, еден од раководителите на Американскиот канцерозен институт, пестицидите ги вика биолошки динамит, а францускиот академик Жан Ростан, еден од најголемите биолози на нашето време, е уште поостар. Тој вели: пестицид, тоа е современ геноцид за човештвото, мала грешка на великата хемија може да биде катастрофална за биолошкиот вид што се вика човек.
Па сепак, пестицидите му се многу потребни на човекот, тој тешко ќе може да се откаже од нив и од нивната употреба во земјоделството, сточарското стопанство, шумарството и прехранбената индустрија и комуналната хигиена за сузбивање на штетните биолошки агенси, како и единствени конкуренти на човешкиот род во производството и искористувањето на сировината за исхрана. Обезбедувањето доволни количества со задоволителни квалитети на производи за исхрана на човекот од секогаш им била грижа на луѓето. За жал, овај проблем до денес е трајно присутен и веројатно уште долго не ќе биде решен. Имајќи го предвид брзиот пораст на населението, кој по некои проценки треба да достигне до крајот на 2000-та година близу 7 милиарди жители, двојно повеќе од денес, ваквата прогноза сериозно ги возбудува научните и општествените работници, како и државниците во светот, зашто се наметнува проблемот на кој начин ќе се обезбеди доволно количество храна. Ваквиот проблем секојдневно се заоштрува. Денес повеќе од половина од човештвото трпи од недоволна исхрана поради екстензивно производство, што е карактеристично за неразвиените земји. За истиот период и во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се предвидува пораст на жителите на 30 милиони, односно за 50% повеќе од денес, што условува проблемот за обезбедување доволни количества квалитетни сировини, да не смееме да го подцениме и во нашата земја. Благодарение на интензивниот развој на науката и техниката и значајниот степен на солидарноста кај луѓето од целиот свет за решавање на проблемот на исхраната, мобилисани се големи сили во неколку основни правци, меѓу кои сузбивањето на штетните биолошки агенси има истакнато место поради големите ефекти кои се постигнуваат со минимални вложувања. Некои од споменатите биолошки агенси истовремено се и директни причинители на болестите кај луѓето, животните и растенијата. Та и од тие причини мора да се уништуваат. За нивното уништување се користат биолошки, механички, физички, а најчесто хемиски методи со употреба на пестициди, најефикасни и воедно најефтини. Затоа од година на година пестицидите добиваат се поголемо значење. Охрис е еден од нашите најголеми производители на пестициди во Југославија. Видите, одлуката на Сојузната администрација за целосна забрана и делумна забрана на некои препарати во главном се однесува на производите од групата на хлорованите јагленоводороди. И сето тоа не натера да брзо реагираме и да го обновуваме асортиманот со нови производи кои се релативно велам помалу токсични за човешкиот организам. Иначе, ако се анализират пестицидите, тие се во секој случај отровни сите поред и разликата е во тоа што некои се помалку отровни, некои се повеќе, а забраната дојде само заради тоа што групата на хлорованите јагленоводороди не се разградува потаму откако ќе влезе во човешкиот организам, него се акумулира и предизвикува различни пореметувања и во физиологијата, и во анатомијата и така натаму. Наша перманентна брига е да го освежуваме нашиот асортиман како од аспект на токсичноста на нашите препарати, така и од аспект на биолошката ефикасност према новите врсти штетници и новите болести кои од време на време или во различни региони завзимат се поголеми димензии. Имате и биолошка лабораторија за следење на дејството на одделните препарати врз разните инсекти. Функција на лабораторијата е да во изборот на новиот асортиман ги одредува овие важни параметри, а тоа е дали е препаратот биолошки ефикасен, дали е препаратот фитотоксичен за културата, дали препаратот има промени од неговото лагерување и така натаму. Дејството на разбира се, дејството негово на штеточините или на болестите кој се прати на нашиот огледен објект на огледното имање, каде што е застапена скоро
сета вегетација што е тука својствена на ово поднебје. Игор Узунов, дали можете да ми дадете информација како е југословенското производство на овие пестициди? Знаете што, Југославија е, имам впечаток, а тоа и податоците го зборат, една од најбогатите земји со асортиман на пестициди. Према една евиденција со која денес се манипулира, на пазарот во Југославија циркулира над 700 формулации врз база на околу 100 активни материи. Се разбира, тоа се уште не значи, оти во Југославија имаме најинтензивна заштита и дека најмногу се употребуваат пестициди. Меѓутоа, асортиманот е многу широк и тоа е колку добро, толку малку и внесува одредени нејасноти, нарочно кај колегите кои не се бават исклучиво со оваа материја, а нарочно кај индивидуалните земјоделци. Познато ни е дека во Англија се произведуваат околу 140 вакви формулации. Меѓутоа, од нив дозволено е да се употребуваат во самата Англија околу 40 вакви препарати. Дали со забраната, со одлуката за забрана на отделни пестициди во Југославија, нешто вакво слично се предвидува? Знаете што, во Југославија колку има голем број на производи, толку Југославија е позната као строга, као ригорозна земја која има многу строги критериуми за прометот со пестицидите. Да не ги набрајаме сите, меѓутоа со самото забрана на хлорованите јагненоводороди, DDT, алдрин, диалдрин, хептахлор, хлордан и така натаму, е малце намален тој број. Се разбира, нашата проблематика е различита од проблематиката во северните земји. Ние имаме многу широка структура, номенклатура на земјоделски култури, а со самото тоа имаме и многу широка номенклатура на патогенни агенси, било да се тоа штеточини, било да се тоа болести или евентуално штетни треви. Ние мора, и јас мислам да е ориентацијата, дефинитивната ориентација на земеделието потполно вред и мора да се искористат овие природни ресурси, поднебјето да се добијат максимални приноси, а не може максимални приноси без заштита. Тоа е за несреќа, велам за несреќа, ако јас тоа не би смеал да го кажам, али за несреќа тоа е вистина. Штетите кои ги предизвикуваат разните болести и инсекти, како и плевелите по културните растенија, кај нас се уште се големи и наметнуваат потреба од примена на средствата за заштита. Кај нас годишно земјоделското производство се намалува од 20 до 30%, често и повеќе. Од глодачи во складиштата, во светот се уништува околу 55 милиони тони храна, што представува доволно количество за исхрана на околу 250 милиони луѓе. Гасеницата од губарот, еден од најопасните штетници за шумите и овошните насади, за една штетоносна година на нашето стопанство му прави штети од преку 20 милиони стари динари. Само во оваа година направена е штета на нашето стопанство од 3 милиарди стари динари од габното заболување на пиперките во Полошката, Котлина, Повардарието и Струмичко. Пред известно време, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство донесе одлука за забрана на производство и употреба на известни хемиски препарати викани пестициди. Дугар Чакар, вие сте главен републички инспектор по земјоделство. Колку сме доследни при извршувањето на оваа одлука? Во последно време проблемите сврзани со контаминираноста на биосферата стануваат све поактуелни. Дури во некои области и акутни, што се бара ургентни решења. Во светот, например, годишно се употребуваат околу 2 милиони тони разни пестициди за потребите на шумарството, земјоделството, здравството, ветерината и така натака. Во Југославија колкав е тој број? Во Македонија се употребуваат годишно околу 3.500 тони пестициди. Како посебен проблем во
склопот на овие пестициди представуваат така наречените перзистентни пестициди, во кој склоп влегува DDT, алдрин, диелдрин, хептахлор, хлордан и така натака. Овие перзистентни пестициди представуваат така сериозен проблем поради нивната хемиска особина да се тешко разлагат. Така да под дејството на разни фактори од абиотички и биотички карактер, тие тешко се претварат во нетоксични метаболити и остануваат долго време непроменати на местата каде што се и депонират. Во последно време сојузните органи донесоа два акта, две упатства кои се непосредно поврзани со проблемот на загадување на животната средина. Првиот акт, тоа е упутството за забрана на употреба на одреден број пестициди, како алдринот, деалдринот, хлорданот, а за некои пестициди, како што е DDT, хептахлорот, е ограничена нивната употреба. Вториот акт е упатството за крајните рокови до кои може да се употребуваат хемиските препарати пред бербата. Со ова упатство е конкретно за секој препарат означено во упатството колку денови пред бербата, да кажеме, на овошките, грозјето и така натака, може да се употреби. Имаме ли примери за прекумерна употреба на овие пестициди? Секако дека имаме. Секако дека имаме и ми се чини дека е тука местото на стручната служба, на инспекцијата, да оваа примена е сведе на вистина не на разумна мера. На крај би сакал да истакнем и следното. Со оглед на денешната положба на земјоделското производство, кога имаме огромен број на земјоделски култури кои се одгледуваат плантажно, кои се одгледуваат на големи површини, од една страна, а од друга страна да се во производството воведуваат нови сорти, селекционирани на висока продукција, а кои се истовремено и сензибилни по однос на напад на одредени болести, мерките од заштита секако би требало да си го најдат своето место во комплексот на современите агромери за добивање на високо и квалитетно земјоделско производство. Другар Петрески, вие сте фитозаштитар. Како сте успеале да ги заштитите јаболката? Вашите плодови се многу чисти, многу здрави. Со обзир да овоштарската гранка во нашето стопанство е водечка гранка и од квалитетот на плодовите во овоштарството зависи и нашиот рентабилитет, ние строго водиме сметка за тој квалитет каков ќе биде. Заради тоа што понатаму од квалитетот на производството зависи каков пласман и каква цена ќе постигнеме. Ние во тој смисол сме добро припремени, организирани и на научна база ги имаме сите работи простудирано колку и како ќе вршиме заштита со разни хемиски препарати, било тоа фунгициди или инсектициди. Колку пати вие во оваа година ги прскавте вашите насади? Нашите насади во оваа година ние ги прскавме 9 пати. Оваа година добивме и листа на пестициди кои што се забранети за употреба, а некои и ограничена употреба. Рековте 9 пати прскавте оваа година. Можеше ли и помалку? Можеше и помалку, заради секоја сигурност, ние ипак отидовме на 9 прскања како би се осигурале од тие штетници и болести. Од ова што го видовме и чувме на мониторот, може да се постават и некои правни прашања. Постојат ли правни можности за заштита на оштетените лица поради употреба на пестицидите? Без друго, поради можност да се претрпат штети поради употреба на пестицидите, одговорот на вашето прашање е позитивен. Нашето законодавство дава можност за одговор на тоа прашање. Меѓутоа се постава прашање за условите на одговорноста. Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штеточини навистина не дава директен одговор, но посредно од неговите одредби може да се добие одговор на тоа прашање. Именно, спрема овај закон, постојат две одредби, една според која средство за заштита може да се употреби само ако има дозвола за тоа средство дадена од надлежниот орган, и второ, само на основа на упатство издадено од произведувачот или внесувачот на тоа средство. Тоа значи дека за штети се одговара само под услов на неправилна употреба на средствата, на пестицидите, а не и на правилна употреба на истите.
Која употреба по ваше мислење може да се смета како неправилна? Под неправилна употреба може да се подразбират пред се непочитувањата на роковите за употреба на пестицидите. Вам ви е познато дека за тоа постојат и прописи за крајните рокови на употреба, потоа непридржувањето на упатството и воопште секаков неправилен начин на употреба на тие средства. Према праксата, најчесто неправилноста се огледа во тоа што се употребуваат прекомерни количини на пестициди, тоа значи преку бројност во третирањето на случаите. Кој може да се смета за оштетен, а кој да се појави како одговорен за штетата настаната со употребата на пестицидите? Спрема законот, како оштетени може да бидат луѓето, добитокот и дивечот. Сигурно дека луѓето се најзагрозениот објект, дека најтешките штети може да настануваат на луѓето кои што ги употребуваат прехранбените производи кои се контаминирани со пестицидите. Меѓутоа, иако тоа значи непосредните корисници на прехранбените производи се најчестите и најтешките лица кои се оштетени. Меѓутоа, иако е сигурно дека луѓето најчесто и масовно и реално се оштетуваат, тешко е докажувањето на овакви штети. Затоа тежиштето на акцијата против неправилна употреба на пестициди би требала да се префрли на превентивната активност. Превентивна активност паѓа, според законот, на соодветните органи, т.е. на санитарната инспекција, општинска и друга. Санитарната инспекција има соодветни овластувања. Пред се тие се огледат во тоа што такви недозволени средства може да се исфрлят од употреба, дури и да се уништуваат. Каква е судската практика по овој смисол на одговорност? За жал, судската практика во тој поглед е врло слаба. Малку има такви, дури нема спорови покренати за надоместување на штета. Меѓутоа, иначе, барањето на надоместна штета, ваквите спорови представуваат еден од начините за спречување на прекомерна и воопшто неправилна употреба. И затоа, по моје уверение, треба да се охрабри покренувањето на ваквите спорови. Меѓутоа, сепак, треба да се нагласи дека, со оглед на она што порано ви го реков, дека главниот пат за спречување на неправилна употреба на пестициди треба да биде сепак превенцијата. Превенцијата која што, како што кажавме, за која е надлежна санитарна инспекција, али која се уште колку може да се види од вашите материјали, од вашиот документационен материјал, дека не е масовна, не е секојдневна, не е редовна појава. Треба да се направи се, треба да се обезбедат општествени услови, да оваа санитарна инспекција врши редовна контрола и јас верувам дека во голема мера овие цели за кои зборуваме ќе бидат надоместени, поправо постигнати на тој начин и без спорови. Да повториме уште еднаш, дека човекот не може да се откаже од употреба на пестицидите како заштитни средства. Но треба разумно да ги користи, зашто по се чини дека нивната употреба им се извлекува на научната контрола. Треба правилно да се разбере доктор Бриер кога вели: прскај ги растенијата што е можно помалку, односно прскај ги онолку колку е потребно, а не колку можеш.